За речиси 50 евра стана поскап животот од лани. Ако февруари минатата година за 4-члено семејство биле потребни 33.702 денари, сега за задоволување на основните месечни потреби се потребни 36.146 денари. Високите сметки за струја, нафтените деривати и изгор скапата храна ја проголта скромната работничка плата. Граѓаните се на работ на екзистенцијата, велат платите одвајстасуваат за основните животни трошоци. Излегување, купување гардароба или пак годишен одмор за многумина е веќе луксус. Значи, лишеме се, ако сме јаделе сирење, сега урда само јаде. Разбирате? Ако сме купувале облека годинашно по едно парче, сега и тоа ќе го одложуваме више. Па со тие мора да се мериш, да си ги мериш тие 15 једи, да ги држиш место да го прекараш, иначе ако не си водиш рачун, нема. Скапо е. Се едно кило зајтин стана 110 динара, 120. Ја се качу од бензину, па ќе окачат. Со вие 1000 динара сега што ги дават. 2 дена не може да прекараш у продавница 100 кусур динара го направија зајтину, а камоли други работи. Минатата година беше лоша. Економските перформанси не беа доволни за амортизирање на негативните ефекти од рецесијата во 2020-та. Трендот на поскапување не запира. Кризата е сериозна и налага посериозен пристап, смет универзитетскиот професор Дарко Лазаров. Инфлацијата е сериозно висока, некаде мислам дека во месец февруари од 2022 година индексот на трошоци за живот е зголемен за повеќе од 7% и сите граѓани практично тоа го гледаат низ маркетите со драстичното зголемување на цените на основните продукти, така да во таа насока мислам дека владата треба да посвети многу повеќе внимание на заштита на животниот стандард и куповната моќ на граѓаните, особено на раливите категории. Дополнителен удар по економијата и стравка и граѓаните предизвикува и кризата во Украина. Лани нашата држава беше со најнизок економски раст во регионот. Пред Македонија со растот само 4%, предничат Хрватска со 10,4%, како и Србија, Бугарија, Албанија и Косово, кои лани има економски раст од 7 до 8%.